Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министар за здравство, почитувана македонска јавност, денеска на дневен ред е предлог законот за изменување и дополнување на законот за здравствена заштита по скратена постапка. Со законот за здравствена заштита се уредуваат сите прашања кои што се поврзани и се однесуваат на системот на здравствена заштита, вработувањето на здравствени работници, квалитетот на здравствена заштита, но и вршењето на здравствена дејност во вонредни услови, па токму од тука предлагачот со овој предлог на закон за изменување и дополнување на законот за здравствена заштита, целта му е да овозможи непречено функционирање на здравствената заштита во услови на пандемија од коронавирусот. Со овој закон се овозможува оние уредби кои што беа донесени за време на вонредната состојба да станат делот од законот за здравствена заштита, односно да бидат апликативни во овој закон како негов дел, и токму таква беше и уредбата за здравствена заштита, со која што се одреди дека ќе може да се изведуваат одредени работи од областа на примарно, секундарно и терцијално здравство во приватните здравствени установи. Овој предлог на закон дојде пред нецели 2 месеци, но ете денеска одлучуваме, односно разговараме по овој предлог на закон, односно во делот каде што беа предложени, морам да кажам, и прифатени амандманите на ВМРО ДПМН и на коалицијата во комисијата за здравство. Но она што морам да го кажам е дека како резултат на неспособноста на министерот за здравство и на комисијата за заразни болести, во земјава до денеска има починато 3300 лица. Само вчера беа регистрирани нови 1293 заразени и 24 починати од COVID-19. Бројката на инфицирани надминува 30% од тестираните. Во Република Македонија и ден денеска нема купено вакцини и како држава се наоѓаме на дното на држави кои што имаат катастрофална реализација на имунизацијата. Но исто така, што е дел од овој закон, е тоа што како никогаш досега здравствените работници и соработници кои што се инволвирани во борбата против COVID-19 се наоѓаат под силен притисок и даваат надчовечки напори да се изборат со оваа криза. Но исто така, здравствените работници со уредба на оваа влада втора година поред се оневозможени или им е забрането да одат на одмор, односно да ги користат годишните одмори, што не е случај со функционерите, со високите функционери на СДСМ за кои што имавме прилика да видиме и да слушнеме дека уживаат на плажите во Мексико и во Дубај. Но како и да е, на сите веќе ни е јасно дека Македонија ја води убедливо најнеспособната власт до сега, што нема ниту визија, ниту знаење како да се избори со COVID-19 пандемијата. Тоа е истата онаа власт која што направи идентитетски, денеска прави здравствен геноцид на својот народ. Почитувана јавност, денеска на дневен ред е предлогот на закон за здравствена заштита и со него се предвидуваат неколку измени во делот на овој закон, и тоа формирање на национална комисија за имунизација, каде што ние како пратеници интервениравме со амандман, па така да текстот на законот ќе гласи дека Националната комисија за имунизација се формира со мандат од 4 години и ќе биде составена од 7 члена избрани од редот на доктори на медицина, специјалисти, и тоа по 2 по инфектологија, 1 имунологија, 1 по епидемиологија, 1 по интерна медицина, 1 по педијатрија и 1 фармацевт со специјализација од областа на испитување и контрола на лекови. Понатаму втората измена се однесува на амандманот, се однесува на членот 4 во новиот став 7, каде исто така на наш предлог, односно на пратениците на ВМРО ДПМН и на коалицијата, се направи законска интервенција со која на сите лица кои што се опфатени со планот за мобилизација од страна на министерот кој што го носи министерот за здравство, односно за сите здравствени работници, здравствени соработници и помошно-технички лица, вработени во приватните здравствени установи или вработени во други правни лица, приватните специјализанти и приватните субспецијализанти и невработени здравствени работници и здравствени соработници, ќе мора да им се регулира веднаш работниот однос во установата во која ќе пружаат здравствени услуги. Останатиот дел од измените се однесува на
измените во делот на глоби, прекршоци согласно новиот закон за прекршоци и инспекцијски надзор. Во однос на предлогот на министерот за формирање на национална комисија за имунизација која ќе има обврски од областа на спроведување на планот на имунизација на населението и на мерки за активности за откривање, спречување и сузбивање на заразни болести, се поставува прашањето дали ова комисија ќе функционира исто или слично како и комисијата за заразни болести и нејзиниот претседател доктор Караджовски, кој морам да заклучам дека се однесува сосема неодговорно и несовесно во вршењето на неговата функција. После огромниот притисок од јавноста, по 5 месеци негово криење или непојавување во јавноста, доктор Караджовски вчера собра сила за да излезе на една пресконференција, која што беше очигледно дека беше издействувана од притисокот на јавност, кој што вчера се соочи со огромна бројка на ново заразени и на починати од COVID-19, и излезе со изјава во која што буквално не кажа точно ништо. Она што го прават неговите колеги во соседството е тоа што секој ден се по медиумите, секој ден го информираат својот народ за тоа какви мерки презема Комисијата за заразни болести, за тоа какви мерки треба да очекуваат граѓаните, за тоа што е добро или што не е добро во справувањето со COVID-19 кризата. Понатаму, колкав е бројот на вакцинирани во државата, каква е состојбата во болниците со здравствениот кадар. Но вчера, за жал, Караджовски не ја искористи оваа прилика и одржа една партиска пресконференција која што беше очигледно подготвена на друго место, а не во здравствениот систем. Според овој предлог на закон, Комисијата за имунизација, како што кажав, ќе има можност да предлози мерки за откривање, спречување и сузбивање на заразни болести, но сепак мораме да внимаваме или пак членовите на оваа нова комисија ќе мора да внимаваат да не се повтори грешката со Комисијата за заразни болести, во која што за жал јавност, односно граѓаните изгубија секаква доверба. И мојот личен страв е дека и оваа комисија за имунизација, која што треба да се формира со овој закон, ќе биде само параван и алиби за сите нерегуларности кои што министерот планира или сака да ги направи во иднина. Понатаму, во однос на измената која се однесува на членот 4 од новиот став 7, исто така на наш предлог, односно на предлог на коалицијата ВМРО-ДПМН, направивме исто така интервенција со која што, како што кажав, сите оние кои што се инволвирани со планот за мобилизација ќе можат да си ги уредат својот однос со јавната здравствена установа во која што ќе даваат здравствени услуги, што е добро, zato во планот за мобилизација се предвидува освен вработени да се ангажираат и невработени лица кои што и во моментот даваат услуги, односно помагаат, и така ќе имаат на овој начин, со овој амандман да им се регулира нивниот работен однос, односно да склучат договор со јавната здравствена установа каде што ги даваат здравствените услуги. Но тука би сакал исто така да се осврнам и на катастрофалниот однос кој што го има Министерството за здравство спрема здравствениот кадар и останатите вработени во здравството, и тоа од два аспекти. Прво и основно, здравствените работници работат под огромен притисок, а им фалат основни услови за работа, како што се, например, заштитна опрема. И онаму каде што ја има е недоволна, или пак ја нема воопшто, па се принудени самите да се снаоѓаат и да набавуваат здравствена опрема за заштита. Понатаму, оваа влада целосно го занемари човечкиот капитал во здравството. Се поставува прашањето зошто на медицинските сестри и техничарите кои деноноќно се борат против COVID-19 вирусот, не им се признаваат дипломите за завршено високо образование. Срамота е потенцијалот кој што го имаме во здравствениот сектор да не биде целосно искористен, односно да не си ги добијат заслуженото во рамки на здравствениот систем, да не им се признаат дипломите. Верувајте дека има многу вакви случаи. Еве, почитуван заменик министер, би апелирал до вас што е можно побрзо да овие здравствени работници да го добијат своето заслужено место во систематизациите, затоа што во меѓувреме се завршиле високо образование и сметам дека го заслужуваат тоа. Понатаму, вториот аспект на кој што морам да се осврнам е проблемот со паричната помош која што беше ветена, а не реализирана во целост од ковид мерките.
Има голем број на здравствени работници кои што за жал не ја добија оваа парична помош, иако со договори, односно со решенија беа прераспоредени на работа во ковид центрите. Се работи за вработени во јавните здравствени установи кои што не се во моментот во ковид центрите, но работеле со наредба, односно со одлука и решение на директорите на здравствените установи. Благодарам. Реплика, пратеничка